Ај честито, договорот е подпишан. Стефан има станче. Јас сум бист, кога и да паднам јас се враќам као бист. Први сме на ранкот, нема да е ладно додека сум жив. Параби од мали, јас не ни без пари. Само еден тим, само еден тим, само еден тим. Јас сум бист. Да ми кажеш некој пред, не знам, 3 години, да кажеме дека за наредните 2 години, 5 месеци, колку и да сум на оваа платформа, дека ќе дојде едно волку брзо и дека волку брзо ќе можам да ги кажам овие зборови, дека купив нов стан, јас само ќе се насмеев. Што да кажам, не знам. Многу им фала на сите, многу им фала на Марта, на Мандар, на Дарен, на сите оние кои што беа изминативе 2,5 години во мене, односно со мене, не знам што зборам, рацете ми се тресат. Не знам што да кажам, дечки, стварно многу сум горд на себе, многу ретко се случува да запалам камери, еве четврти пат да снимам најава. И едноставно сакам да кажам дека сум многу горд на себе, многу сум горд на себе на што го постигнав изминативе 2,5 години. Многу се радувам за тоа и сум многу благодарен за целата ваша поддршка. Во оваа наша државичка да успееш толку брзо да собереш пари, да купиш свој стан, да имаш свој покрив, сметам дека е една од најголемите работи. И ете баш тоа се случува денеска со мене. Јас сум дете кое што во текот на мојот живот најчесто живеело под кирија. Со моите ни си има десено неколку лоши ситуации во нашите животи, бидејќи луѓето биле скроз сами во нивниот живот и едноставно многу пати и многу често немале среќа. Живееме моментално под кирија, многу пати имам слушнато муабети дека јас сум многу богат, дека ја имам многу пари. Меѓутоа јас немам срам да го кажам тоа, напротив се гордеам со тоа што сум и се гордеам со моите родители и сум благодарен за тоа што ме направиле денеска и каков што ме израснале и токму тоа направи да се борам многу во овие 2,5 години и да го создадам, односно да почнам да го создадам тоа што следува. Многу се радувам што токму ова се случува во овој момент, бидејќи со Марта ќе правиме свадба во Рагуза 919 на 8 јули. Станот ќе биде после летото готов, ќе видиме најкасно до декември и едве чекам да започнеме со живеачка таму. Ни следува една напорна година, каде што ќе треба да се штедат пари, тој стан треба да се опреми и знам дека сега мотивацијата е многу голема и дека ќе биде уште поголема. Пред да погледнете денеска каде е станот, само сакам да кажам дека е во градба, така да нема да видиме финален стан, одnosno финален продукт како сакате, тоа ќе го видиме за неколку месеци, ќе има многу видеа, едве чекам да се вселиме со Марта. Меѓутоа сакам да кажам вака. Изминатава година многу луѓе го потценија јутубот, ја потценија нашата сцена, бидејќи се створи една таква слика. Меѓутоа, одговорно тврдам и многу пати сум кажал до сега и мора да ми верувате овој пат. Јутубот е платформа која што ве прави да сте пред се своји, ви дозволува да се изразувате вистински, доколку се пронајдете себе си, на оваа платформа има заработка. Знам дека многу млади дечки со откажувањето на GP и на сите останати јутубери се демотивира и не сака да снимаат, меѓутоа јас не зборам дека треба да бидете јутубери, меѓутоа доколку некој од вас има желба, посакува да биде тоа што можеби сум јас во моментов, ве охрабрувам целосно. Одиме да го видиме мојот стан, да видите каде ќе живееме со Марта за една година и уште еднаш ви благодарам од срце. Да не бевте вие, ова немаше да биде возможно. Зградата е во изграда моментално, така да ќе ја видиме во состојба изградба, треба да биде готова следната година некаде декември, така да многу ми е кеф што со Марта заедно ќе се вселиме тогаш после свадбата. Станот се наоѓа на трети спрат, односно најгоре, имаме поглед на цело Скопје, а со мене ќе дојде и мајка ми и татко ми и Марта ќе дојде. Инаку Марта веќе неколку месеци работи внатрешен дизајн, така да Марта и оставам целокупната организација околу станот, каде ќе има шкаф, каде ќе има кревет, така да верувам во мојата девојка, тоест идна жена, така да ре. На привак.
верувам во неделя дека ќе биде супер. Не знам што да кажам поише, стварно сум многу горд на себе и многу сум среќен што дојде денов. Одиме сега да го земеме и татко ми за да влезе во кола заедно со нас, па да земеме мајка ми и да видиме нивна реакција и како изгледа станот, односно да го замислиме како ќе изгледа за околу којна дена. Ајде. Отац, кажи што ќе кажеш сега ти син ти вака успеа станче да зема. Идеме да го видиме. Па што да кажам сега, тек влегов у кола. Ти си А, шок. Па, реално да. Кажи ве честито со среќа. Чекај бе да видиме станот. Или така е редот? Сака да види па да честита. Аде, Ништо е да земе мајка што ми. да честитам на невидено, даре? Реално, кој ќе виш може ве лажам сега, може ве носам на друго место. Кај да знам? У подрум. Ти треба живееш у тој стан, како така викаш подрум? Живеем веќе средом. Ти ќе осредиш? Треба те платам? Не. Браво бе, Марта, тоа е од тебе. Ајде да земе мајка. Се сме на третиот спрат. Уште овој останат за да... Најубавиот поглед. Ова е најубавиот стан тука. Ево го тука ќе си. У средина си точно. Се уште овој спрат не се стигнати зидови, тоа е следно. Ќе ви покажеме како ќе ни изгледа станот фактички од вториот спрат, бидејќи ќе бидат најверојатно идентични. Меѓутоа најбитно беше се види сега Поглед, како рековме? $1,000,000. $1,000,000. Погледот е добар е. топ. Се свија локацијата. Најважно е што нема да има згради. Тука ќе пиеш кафе. Овде да. А? Да. Ова терасата? Овде тука ќе биде тераса. Марта, Ти Марта кај си? Марта лулашка да ми купите за на тераса. Кога ќе дојгам да се лулам. Може? Нели многу убаво. Многу е убаво и ми се допаѓа што на оваа страна. Е сега добро, треба да видиме фактички како би изгледал станот, затоа Ајде што ќе видиме. тек ова Сега ќе се одиме. гради. Одиме да видиме фактички дали имат зидови. Добро, али тоа Марта ќе го среди, разбираш, тоа е професија. Она тоа има да го направи тип-топ. Ајде да Тоа видиме не како се изгледа. грижам. Е, па драги гледачи, не можев да дочекам една година, сакав да се пофалам. Ова ќе биде мојот дом, тоест вака ќе изгледа мојот дом кој што ќе се направи горе. Честитете ми у коментари. Ајде да речестите ми и ти. Фала, па и на ваша глава. Ајде, ова е влезот, веднаш вецето. Тука ќе се биде вецето, драги гледачи, сега е ваква состојба. Овде ќе си имаме една убава кујничка. Те сега, Марта пошто работи внатрешен интериер, веќе има некои измени, тоа ќе се збори, ќе видиме смер. Овој зид кај нас не сакам да го имаме, заради тоа што сакаме да си направиме онаков шанк, кој што ќе биде како и трапезарија или како да го наречеме, за да се јаде, затоа што сакам да имам биро со компјутер, сакам да се направи идеално. Ева дневната, овде ќе биде наместено све, овде ќе има телевизорче, овде ќе има гарнитуричка. Ева терасата. Не се отвара сега. Фактички еве го погледот од терасата што ќе се гледа. Гледате дека ќе биде стварно многу добро. Топ ќе ни биде и ова ќе биде спалната соба. Околу 50 квадрати ќе биде овој стан и мислам дека за почеток за мене и Марта е стварно многу убаво и дека ќе си живееме баш онака убав живот, убаво си почнеме. Ева, кажете нешто, ајде, Марта, кај бегаш? Честитки, да сте живи, здрави, да се Јас кердосате. сакам да кажам браво за Салик. Одличен објект. Да, навистина. Марта, Ќе видиме финиш. ќе имаш време, значи да си го средиш станот во рете, ти се свиѓа ли, ти прв пат да го гледаш. Шо ќе има сега тоа? Тука ќе биде спалната, значи овде ќе биде креветот. Сега ќе видиме дали плакарот ќе биде овде или ќе има од двете страни, као едното биде за мене, другото биде за Стефан. Малце ви се. Тука не, ќе не собере. Тука може телевизор да се стави, нема да има маса трапезариска, зашто ни треба биро за работа. Затоа ќе има ко Kitchen Island. Со столче, Kitchen Island. Kitchen Ќе одиме Island? на Kitchen Island. Ќе да ме на Kitchen Island. Да. Шо е Kitchen Island? Куински остров. Значи бирото ќе биде вака и компјутерот И тука. бирото ќе ти дојде до тука. Браво Марта, така треба, значи за мажот да се трудиш. А каде ќе биде креветчето за Наличка е бебето? срекна. Шо? Креветче за бебе. Не размисливме до тоа. Каде? Има време за Тоа не го бебиња. размислите? Бебето, Ја не дов убава гарнитура за тука. Шо е бебето? бебето како нала дома, врз тука на средина, точно врз на масата, до згоре. И па како? Он е најважен. Мама, сакам да цицам.
Во ред. Ај, ова држи ми го, ова дај ми го. Ајде измери си ти таму дојди. Во принцип, што сакав да кажам, многу сум среќен што ете Многу сум среќен што конечно се случува ова, бидејќи стварно, не знам, многу долг период се помина, 300 тркатанци се исподесија, меѓутоа еве многу е убаво кога крајниот епилог е вака убав. Фалем на Саник за довербата, нели имавме убава соработка и затоа и воочив колку квалитетна градба имаат и убави станови и се одлучив да си купам токму тука, така да едве чекам за година дена да се заврши оваа локација и да се вселиме со Марти да си почнеме еден нов убав заеднички живот кој што не знам ќе ни даде некои нови предизвици. Ви посакувам на сите да ви се дешат вака убави работи и не знам периодов некои 2-3 месеци буквално не знам зашто, ама сите коцки се поклопуваат, свадба не очекува на 8 јули, некаде декември месец ќе се вселиме, побара во Барселона, мислам тоа го видовте сите. Нека вика, старите викаат кога Дедо Боже сака, и ќе ти ги поклопи сите работи. Ни предстои една година во која што ќе мораме многу да работиме, бидејќи стан не се опремува туку така, самостален живот не се почнува туку така, меѓутоа тоа е уште поголем мотив за мене да работам и знам дека од сега па натаму работите ќе само на подобро, додека некогаш не било така. Фала ви за целата поддршка, ова е само поради вас и вашата поддршка. Вие направивте ова за мене да е возможно и се надевам дека токму ова ќе инспирира млади дечки да започнат со YouTube или да започнат со социјални мрежи кои што денеска се двигател на медиумите и се заработува прилично убаво. Така да, фала ви уште еднашка, не заборавајте да ставите лајк и сабскрајб на ова видео. Ние продолжуваме да уживаме со мајка ми и татко ми тука, а ние се гледаме во ново видео, дечки. Чао! All I wanna do is just flex. Big body thing, have sex. No phone calls, just text.